Добро вечер, почитувани гледачи. Вечерва ќе се обидам да го задржам вашето внимание со разговор во студиото на ТВМ на една многу интересна и актуелна тема. Кога ќе се спомене операција на кратење на желудник, сигурно прво што ќе помислите е дека таа се прави од естетски причини. Но, дебелината или прекомерната тежина е чума на модерното време и причина за низа болести, како и за многу голема смртност кај населението во светот, па и кај нас. Прекомерната дебелина е причина на низа заболувања, меѓу кои кардиоваскуларните заболувања и диабетесот тип 2. Оттаму, операцијата за кратење на желудник не е само решавање на естетски проблем, туку е решавање или спречување на многу сериозни заболувања и се разбира со цел подобрување на начинот на живење. На оваа тема ќе разговараме со моите гости, кои што започнуваат кампања наречена Без дебелина на Балканот или No Obesity Balkan, со цел да се намалат проблемите кои што предмалку ги наведов. Носител на овој проект за сите балкански држави е господинот Маријан Димовски, кој што воедно и ексклузивен представник на оваа кампања, а сите интервенции ќе бидат изведувани од доктор Мехмет Гюлер, кој што специјално за оваа наша емисија дојде од Анталија, Турција. На самиот почеток, добре дојдовте во студиото на ТВМ. Добро вечер за доктор Мехмет Гюлер, добро вечер за нашата преведувачка Александра Јанкуловска и уште еднаш се разбира за господинот Маријан Димовски. Добро вечер. Добро вечер. Најпрво да почнеме, докторе, со вас. Дали може накратко да се представите на нашите гледачи, да ни кажете неколку збора за вас, за она што го работите, значи за вашата специјалност, за тоа кога сте почнале со оваа работа и како сте задоволни од истата. Türkiye'de Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum ve 27 yıllık hekim, 20 yılı aşkın süredir de cerrah olarak çalışıyorum. Доктор Мехмет Гюлер, доцент, дипломиран на Хаджетепе универзитет во Анкара, веќе 27 години како доктор, од кои 20 години како хирург по општа хирургија. Üniversitede çalıştığım bir dönemin arkasından yaklaşık 8-10 yıldır özellikle obezite ve diyabet hastalığın cerrahisiyle ilgili olarak yoğun çalışıyorum. По периодот од како работев на универзитетската болница, последните можам да кажам 8 до 10 години сум настроен, насочен кон метаболичката хирургија во полето на операцијата за слабење и операцијата за намалување на шеќерна болест. Burada da özellikle son dönemde gelişen ve insanların obeziteden, tip 2 şeker hastalığından ameliyatla kurtulabilme şansları konusunda bilgilendirmek üzere burada bulunmaktan da mutluyum. Bize ortam olarak, değerler olarak yakın bir toplum Türkiye'ye göre burada bulunmaktan da mutluyum. Самиот се чувствувам како многу благодарен и горд на шансата што имам, посебно како Македонија и Турција, едни слични земји меѓу себе, да можам да ги изнесам моите искуства, моето знаење, досегашни искуства во врска со операциите кои и пружаме на сите граѓани можност да се спасат од тегобите кои ги имаат со прекомерната тежина и во однос на диабет тип 2, со намалување во исто и со прекомерната тежина и намалување на шеќерот во крвта. Во секој случај, нас ни е многу драго што сте тука, како што кажав, и што ќе откриеме, значи, еве, како што спомнавте, полесен начин така на ослободување од прекомерната тежина и особено, значи, од диабетот од типот 2. Колку операции месечно работи докторот? 30 civarında ameliyat yapıyoruz. Bunların çoğu obezite
Daha az bir kısmı tip 2 şeker hastalığıyla ilgili ameliyatlar. Tip obezite için kriterlerini birazdan anlatırım. Belli bir kilonun üzerinde olmak gerekiyor ama şeker hastalığı için özellikle hastanın belli özelliklerde olmasını seçiyoruz. Меѓу прилика од 30 операции, од тие 30, околу 20 се насочени кон борбата против прекомерната тежина и неколку операции се насочени кон борбата против диабет тип 2. Што се однесува до овие операции како критериум, нели еден од критериумите кои може да бидат потенцијални кандидати за овие операции, значи не е однос суштината во тоа само да се има диабет број тип 2, меѓутоа треба да бидат и со прекумерна тежина за да може да се подвргнат на таа операција. Така, значи во секој случај треба да почнеме од основата, односно од обезитоста. Па докторе, ве молам да објасниме нешто повеќе за ova pojava prekomerna težina ili obezitost? Obezite vücudun anormal ve aşırı yağlanması demektir. Tabii belli bir yere kadar bu fazla kilolu olmak, hafif hani tombul olmak gibi algılanabilir toplumda. Ama vücut kitle indeksinin 30'un üzerinde olması obez, 35'in üzerinde olması orta obez, yani 40'ın üzerinde olması da ağır obez olarak nitelendirilir. Bu boy ile kilo arasındaki bir oranlamadır. Onun rakamlarını da veririm şimdi. Значи, кога станува збор за терминот обеситост или прекумерна тежина, тоа се пресметува преку БМ индекс, кој представува индекс на телесна маса, кој е коефициент на нивото на масти во организмот, добиени како соодно со висината и тежината на одредена личност. Имаме три категории на лица со прекумерна тежина. Тие што се на почетно ниво, што имаат индекс на телесна маса 30, средно ниво со тие што имаат 35 БМ индекс и веќе тие што се со над 40 и над 40 спаѓаат во категоријата на лица со висока категорија на прекумерна тежина. İzleyiciler daha iyi anlayabilsin diye söyleyeyim kolayca. Mesela bu kabaca ideal vücut ağırlığı limitinin 25 kilo veya daha fazla yukarıda olması demektir. Mesela boyu 1.60 santim, 1 metre 60 santim olan için 90 kilo, 1.70 olan için 102 kilonun üzerinde olmak gibi durumlarda obezite ameliyatından söz ederiz. Значи, за поедноставување на нашите гледачи да го разберат целиот овој поим за што станува збор, тие станува луѓето кои имаат над 25 килограми вишок од она што треба да го имаат, се потенцијални кандидати или се во категоријата на обесити луѓе или луѓе со прекумерна тежина. Како поедноставување, оние луѓе што се 1,60 м високи треба да имаат над 90 килограми или тие што се 1,70 м треба да имаат над 102 килограми за да спаѓаат во категоријата соодветни во однос на вишок на килограми. И тука нема врска дали полот, мислам машки или женски, туку генерално е. Yok, fark etmiyor. Bu genel bir şey. Dünya Sağlık Örgütü böyle belirliyor. Да, ова е генерално поимување во однос на Светската здравствена организација. Така, добро. Tabii obezitenin ameliyatla tedavisi deyince sadece fazla kiloların giderilmesini anlamıyoruz. Obeziteyle beraber şeker, tansiyon, damar rahatsızlıkları, eklem rahatsızlıkları, depresyon gibi onunla beraber gelen pek çok hastalığın da obezitenin o fazladan 20, 30, 40, 50 kilosunun kaybedilerek onun ortadan kaldırılmasını kastediyoruz. Кога станува збор за ова операција, со тоа што постоперацијата, својствено на операцијата е тоа што луѓето сами по себе ќе се намала својата тежина од 20 до 50, максимум до 70 килограми има што намалуваат. Меѓутоа, не е само по смислата во намалување на килограмите. Во однос на тоа ќе се подобри целокупниот живот на луѓето здравствено. Што се однесува на тоа здравствено? Самиот вишок на килограми со себе си носи и други здравствени проблеми, кои можеби на почетокот луѓето не се свесни за тоа, меѓутоа како се продолбочува и се одоговлечува вишокот на килограми, самите по себе и проблеми здравствени се доаѓаат. Кои се во тие здравствени проблеми? Високиот крвен притисок, проблеми со зглобовите, артериосклерозни болести,
кои се денешна да вистина многу застапени. Проблеми со дишење, срцеви заболувања, голем процент застапеност на депресија, особено кај помладите луѓе. А да не станува збор веќе за социолошките проблеми кои ги имаат во општеството. И со самото тоа, откако ќе се намалат килограмите, само по себе си повлекува и намалување на или подобрување на засремената состојба во глобала на целиот организам. И на расположението состојањето. Секако, да. И конкретно за децата, бидејќи на вистина, на Балканов конкретно, значи е многу застапена таа појава на прекумерна дебелина кај децата и кои што нездраво се хранат и се потенцијални, нели, понатака пациенти, ако можам така да кажам. Значи, каква е состојбата во светот? Dünyada obezitenin yaygınlığı, hastalık derecesindeki obezitenin yaygınlığı son 30 yılda 2 katından daha fazla arttı. Diyabet ise bundan da daha fazla arttı. Çocuklarda da bu giderek daha da yükselerek devam ediyor. Diyetlerimiz, çocukların yiyip içtiği yüksek kalorili ambalajlı gıdalar vesaire o tür nedenlerle bu konuları daha çok daha konuşacağız gibi görünüyor. За жал, минатите 30 на години, процентот или стапката на луѓе со прекомерна тежина е зголемен за дупло. Самото тоа си го допринесува и допринесува појавата на шеќерна болест од тип 2, која е како еден вид на последица од прекомерната тежина, и тоа е застрашувачки, особено кога станува збор за децата. Самиот стил на исхрана и на животот кој го водиме, брз живот, на брза исхрана, фастфуд така наречена, и ситиот тој стил кои покрај сите тие диети кои се застапени, меѓутоа сепак луѓето, стилот на живот е многу тешко за да се избори секој човек со прекумерната тежина, особено кај децата е многу застапено, и докторот смета дека во иднина е тоа како предизвик со кој ќе може повеќе да се занимаваме и да се заложиме за подобрување на намалување на таа стапка. İzin verirseniz sonuçlarından da birkaç cümleyle bahsedeyim. Şimdi obeziteyi diyetle, sporla tedavi etme ya da şeker hastalığını insülinle, hapla tedavi etme durumunda uzun süreli başarı oranları %5'in altında. Прекомерната тежина и незиното намалување со помош на диета и спорт во однос на шеќерната болест и незиното намалување со инсулин и со таблети, долгорочниот успех во сето ова, стапката е помало од 5%. Ama cerrahi olarak obezite ameliyat ettiğimizde hastaların hemen hemen tamamında kilo ile ilgili problem gideriliyor. Şeker için de hastalar eğer doğru seçilirse, yani 10 yıldan kısa süreli nispeten daha genç hastalar seçilirse %90'ın üzerinde bir başarıyla insülinden ve ilaçtan kurtulabiliyor. Разлика од степенот на природната, кога станува збор за операција, прекомерната тежина, можеме да кажеме дека 100% се намалуваат килограмите, доаѓа до слабење, што се однесува до шеќерната болест, доколку станува збор за соодветен пациент, со не подолг временски период од 10 години со шеќерна болест од тип 2, доаѓа до 90% успешно намалување и ослободување од инсулинот и од таблетите за шеќер. Така. Стигнавме до диабетот, нели, кој што е несомнено врската и за прекомерната тежина. Така да разјасниме, докторе, малку овде сега што е всушност диабет тип 2, пошто нели има и еден, и зошто не може da se operiraат pacijenti koji što imaju diyabet od tipot 1. Yaptığımız ameliyat, mide bağırsak sistemindeki yaptığımız ameliyat, pankreasın zayıflamış kapasitesini artırmak amacını taşır. Önce bunu iletelim isterseniz. Првенствено е многу битно да потенцираме операцијата што се изведува. Целта е на тие што имаат намалена функција на панкреасот како орган, со самата операција да се зголеми, да се подобри функцијата на панкреасот и излучување на своите хормони. Tip 1 diyabette çocukluktan başlayan ve insülinin hiç olmadığı, pankreasın hiç üretmediği diyabette
Onu canlandırmak, harekete geçirmek mümkün değildir. Што се однесува на диабет, шеќерна болест од тип 1, кај луѓе кои имаат шеќерна болест од своето раѓање, од детство. Во тие случаеви панкреасот воопшто не работи, е надвор од функција и навистина ние сме со скрстени раце во тој поглед да направиме да го оживееме. Значи не може ништо да се направи. Ama tip 2 diyabette sonradan başlamıştır. Pankreasın insülin üretimi biraz vardır ve mide bağırsak sisteminde yapacağımız ameliyatla onu biz kat kat yükseltip hastayı iğne kullanmaktan kurtarabiliriz. Што се однесува кај шеќерната болест од тип 2, кај стекнатата шеќерна болест, имаме зелено светло. Со тоа што панкреасот нас ни дава зелено светло, да работиме на него и да го подобриме во својата функција, со тоа што понатаму организмот ќе се ослободи од употребата на инсулин или таблети. Ќе го поттикнеме лачењето на хормоните. Şeyi canlandırmak gibi zayıflamış bir şey. Ama tip 1'de hiç fonksiyon olmadığı için ona yapacak bir şey yok cerrahi. Првиот тип е нефункција, а кај вториот тип имаме функција, но намалена, која можеме да ја оживееме и да ја поттикнеме со самата операција, метаболичка операција на желудникот и на цревата. Сега да кажеме нешто конкретно и за операциите кои што ги обавувате, нели рековме дека едната е смалување на желудникот, така и другата операција е операција за диабет тип 2, значи која е разликата, кои се разликите помеѓу овие две операции и од медицински аспект. İki ameliyatı şöyle ayırt edelim. Obezite için yaptığımız ameliyat, genellikle yaptığımız ameliyat, aslında çok çeşitleri var ama biz vücudun dengelerini bozmayan en ideal olanını yapıyoruz. Mide küçültme ameliyatı, balon şeklindeki midenin boru şekline getirilmesi ve geniş kısmının alınması şeklini taşır. İstersen bunu söyle, arkasından diğerini. Операцијата за намалување или кратење на желудник, која е интернационално слив гастректомија се употребува терминот, представува со најпрости зборови скратување, отстранување на 3/4 од желудникот, од кој првенствено од балон станува еден вид на цевка или туба. Се добива една четвртина останува само. Bu neyi sağlar? Bu balon kısmında açlık hormonu vardır. Onu düşürür. Hastanın acıkmasını azaltır. Azıcık bir şeyle doyar hale getirir. Bu da hastanın 6 ayla 1 sene arasında fazla kilolarının ortadan kalkmasını sağlar. Со самата операција, со отстранување на тој дел од желудникот, се отстрануваат и сензорните сетилата за глад. Значи, со тоа што пациентот, значи, личноста веќе нема да чувствува тој глад како претходно што го чувствувал. И тоа е тајната на успехот, значи, за долгорочен термин на оваа операција. Колку време нема да чувствува потреба за храна? Мислам, колку долго, дали има рок тоа траење на... 2 yıl çok düşük derecededir. Yani açlık hissi diyelim ki %20'lere iner. 2 yıldan sonra %50'si civarındadır. Yani bir porsiyon ya da 2 porsiyon yiyorsanız önceden önce çeyrek porsiyona sonra yarım porsiyon yemeğiyle doymaya geçersiniz. Така, во првите 2 години послеоперативно, чувството за глад ќе се намали, ќе се сведе до 20% само. Додека после првите 2 години до 50%. Кажано во смисла на оброк на една чинија, првите 2 години ако јаделе пациентите една или 2 чини, ќе јада четвртина, а после 2 години само половина од чинијата. Со тоа што постепено, градуивно, сепак ќе остане намалена чувството на глад. Со текот на годините организмот ќе се навикне на новата состојба и во рок од 6 до месеци до 1 година секој пациент доаѓа до својата идеална тежина кон која се стреми. Yeme içme masraflarınız azalır ama giysi masraflarınız artar. Ова е малку обратно пропорционално. Се намалува трошоците за јадење и за пиење, меѓутоа се зголемува трошоците за нова гардероба, обновување на гардеробата. Па со новата фигура веројатно и желбата за дотерување се појачува. Да ќе стигнеме и до тоа. Yeni figürümüzle zaten kendi kendine şey oluyor. Şeker ameliyatının yapılışını da kısaca söyleyeyim. Onda da mide küçültülür ama bu yarısı ancak alınır. Yani iyice küçültülmez, yarısı alınır ve mideden bağırsağa yeni bir geçiş, bağırsağın ortasına yeni bir geçiş sağlanır. Bu
pankreasın diyelim ki gücü 1/10'e düşmüşse onu 10 kat artırma etkisi yaratır. Се сооднесува до втората операција за освен нели скратување желудник што се подвргнува и организмот за намалување на шеќерната болест од тип 2, во однос на тоа дека се намалува желудникот, се прави кратење, се извршува еден вид на бајпас или премостување на желудникот со делотенкот од црево. Со тоа што се намалува протекот на исхраната и во однос на подобрување на функцијата на панкреасот се зголемува за 10 пати повеќе од што е моменталната состојба. Значи со тоа побрзо стигнување до желудникот, слушно се зголемува. Така и метаболитичките процеси се видно изменети во самиот организam. Bir şey daha ekleyeyim. Bu ameliyatlardan obezite için yaptığımız ameliyat 1 saat sürer. Genel anestezi altındadır. Hasta hiçbir şey hissetmez. Şeker için yaptığımız 2 saat sürer. Her ikisinde de hasta 3-4 saat sonra ayağa kalkar, yürür, hareketli olur. Ertesi günde bir şeyler içmeye başlar. И двете операции се подвргнати под генерална анестезија. Првата операција трае од 1 час, втората е од 2 часа и после двете операции пациентот после 3-4 часа во состојба да стане на нозе, ние тоа и го бараме од пациентот да почне да се движи, а веќе во наредниот ден почнува со пиење на вода. Bunlar kapalı ameliyatlar. 3 küçük delikten yapıyoruz bu ameliyatları. И многу е битно да Korkacak bir şey değil. Да истакнеме дека станува збор за лапароскопска операција од затворен тип, без класично отварање нели на абдоменот, со мали, можам да кажам, отвори од 3 до 4 во зависност нели од големината на пациентот и со само истовремено и сечење и шиење, со степлерно. Значи, веројатно и заради тоа се пријавуваат многу повеќе, или? Çok çabuk toparlıyor hastalar, çok çabuk iyileşiyor. Marian 48 saat sonra sahilde kahve içiyordu. Да, и тоа е една од причините. Навистина за многу краток временски период се оперуваат нашите пациенти, конкретно Маријан за 48 часа после операцијата веќе почна покрај морето да шета и пиеше кафе. Нели? Меѓутоа, да, Маријан, за вашето искуство ќе ни кажете, да, мислам дека тоа ќе биде многу поинтересно и така живо и пластично за нашите гледачи, кои што веруваме те сега со внимание не следат, затоа што наистина е интересна тема. И сепак, уште нешто, да ве прашам, дали од естетски причини се прават, да речам, почесто овие операции, отколку од медицински? Hastalar için değişik olabilir ama biz hep sağlık açısından yaklaşarak ameliyat yapmayacağımıza karar veririz. Kadınlar özellikle aman kilolar gitsin diye düşünüyorlar ama biz önce sağlık açısından hastayı inceleriz. Gerekliyse yapılmasına karar veririz. Gereksizse reddederiz her ikisi için de onu söyleyeyim. Veya da tıbbi sınırların dışındaysa. Ama burada önemli olan nokta şu. Bir insanın obez kalması ya da şeker hastalığıyla kalması demek o insanın 10 sene sonra, 15 sene sonra çok kritik birçok hastalıkla birlikte yaşar hale gelmesi demek. Што се однесува до естетската причина, позастапена е особено кај жените. Повеќето од жените сакаат да изгледаат совршено. Да си ода килограмите. Да, меѓутоа, ние како медицински тим гледаме од страната на медицината, од здравствената страна. Конкретно, секој наш потенцијален кандидат, зашто велиме потенцијален, бидејќи секој кандидат кој доаѓа кај нас, не значи дека и 100% пациент на операција ќе биде подвргнат. Тоа го заклучуваме откако ќе бидат извршени анализите и со тоа се прави проценка на неговата адекватност за операција или не, без разлика дали станува збор за кратење на желудник или и за операцијата за намалување на шеќерна болест. Ке ги објасниме малку подоцна, меѓутоа прво да ве прашам, кај на сите најпознатата е таа со прстенот, кои се негативните страни, значи и зошто ја избегнуваат во светот ова операција? Ameliyatı dünyada bundan 10-15 yıl önce çok yaygındı. Avrupa'da özellikle çok yapılıyordu. Amerika'da azdı ama Avrupa'da çok yapılıyordu. Günümüzde, Türkiye'de de çoktu. Günümüzde yavaş yavaş bırakıldı. Hatta hiç yapılmaz hale geldi.
Bunu bir çevir, onu şey yapalım. Операцијата со прстен е метода која беше застапена конкретно во Европа минатите пред 15 години и која беше и застапена и во Турција, меѓутоа веќе можам да кажам слободно дека не е воопште во практика веќе во Турција. Se представува застарена метода. Сега ќе образложи и зашто. Bunun sebeplerini söylemek gerekirse, birincisi bant ameliyatında içeride silikon bir halka kalmak zorundaydı ve bu sorunlara yol açıyordu. Една од причините е самото употребата на силиконски прстен кој се става нели натре во желудникот, кој самиот по себе создава проблеми. İkincisi midenin açlık hissettiren kısmı çıkartılmadığı için hasta yemek istiyordu ama yiyemiyordu. Böyle patinaj yapan bir araba gibi. Тоа е еден вид како на систем, човекот се уште го има чувството за глад, бидејќи сетилата за ситост не се отстрануваат во таа операција. Да, бидејќи желудникот не се отстранува. Пациентот сака да јаде, од друга страна не може да јаде, бидејќи има прстен. Üçüncü sebebi de verilmesi gereken kilonun yarısını ancak verebiliyordunuz, orada kalıyordu. И поставената цел за губиток на килограми која има пред себе, кој сака да ја постигне пациентот, не може, со таа операција останува само на половина. Така. Да. Значи тоа се разликите и зашто не се да. работат овие операции. Што претходи значи сега на операцијата конкретно да објасниме? Bize başvuran hastalarda bir kontrol listemiz var. İşte boyu, kilosu, hastalıkları, sigara, alkol kullanımı vesaire tüm özelliklerini önce bir gözden geçiriyoruz. Telefonla da olsa, bize uzaktan da ulaşsalar bunları bir gözden geçiriyoruz. Нашите потенцијални кандидати, првенствено, кога стапуваат во контакт со нас, без разлика дали се од државата или од странство, на секој може начин се должни нас да ни достават формулар, контролен формулар, во кој ги полнуваат своите лични податоци, почнувајќи од висина, тежина, со кои што ние определуваме BMI индексот, индексот на телесна маса и првенствените предуслови дали тие може да дојдат кај нас во болница. Baştan uygun olmayacak hastaları zaten orada diyoruz ki sizin için. На самиот почеток на потенцијални кандидати кои не се соодветни за операција воопшто за доаѓање, кои имаат помал индекс од тој што е потребен или што имаат некои хронични болести кои не се во состојба да бидат нели наменети за операција, им кажуваме не. Hastalar bize gelmeden önce de onlara bir check-up programı hazırlıyoruz. Sabahtan akşama kadar 8 ayrı doktoru dolaşarak efor testinden solunum fonksiyon testine, endoskopiden, ultrasona, tepeden tırnağa her yerini sabahtan akşama incelemiş oluyoruz. Biz onun ayarlamalarını önceden yapıyoruz. Hasta bize geldiği zaman sabah başlayıp akşam her yerinden kontrolden geçmiş oluyor. Çünkü bunlar yerine göre 30-40 kilo fazla olan hastalar, bazen 200 kilolara varan hastalarımız oluyor. Yani bunların her bir şeyini kontrol edip öyle ameliyatı kesinleştiriyoruz. Навистина станува збор за пристап холистички, севкупен, кој е навистина многу добро организиран како предоперативен контролен пакет од 8 доктори, од 8 различни диагностички центри кои се должни да ја проследат состојбата на пациентот, во кои се вклучени ендоскопија, ехо на абдомен, психијатарски преглед, преглед на кардиолог, ергометрија, ендокринолог кој ги прати резултатите од крвната слика, заклучно со анестезиолог која дава заклучната мисла. Потоа, на крај, се одлучува взаемно тет-а-тет со пациентот, седнуваме и разговараме, кои состојбите искрено, значи, воопшто без криење, ние сме должни да ја кажеме вистинската слика на пациентот и навистина сме сретни и взаемно доколку можеме да постигнеме нели споразум да биде операцијата извршена доколку е таа во можност. Gelmeyi düşünen hastalarımız böyle uzun bir günü dert etmesinler. Çünkü her dilde tercümanlık veriliyor merkezimizde. Örneğin buradan gelecek hastalarımız bu tetkikleri yaptırırken Aleksandra hep yanlarında olacak. Една како добра
страна кој не треба да бидат загрижени пациентите кои ќе дојдат во нашата болница е тоа што без разлика колку временски трае тој контролен пакет, секогаш до нив има личност која е од сопствениот јазик, преведувач во однос на прегледите, така да сите кои ќе дојдат нели од Македонија или од нашите соседни држави ќе имаат мене како преведувач. Да. Одлично. Што се однесува сега до операцијата, рековте дека трае 1 час. Така. Под комплетна тотална анестезија, меѓутоа многу колку дена треба да останете потенцијално кандидат или пациент? Bize gelecek hastaların 6 gün ayırmaları gerekiyor. Bunun bir günü check-up, bir günü ameliyat, 4 günü de takip. Genellikle bize mesela şöyle, işte hastalar pazar gün gelip sonraki cumartesi günde dönüyorlar. Geldiklerinde biz onları havaalanında karşılıyoruz. Tüm zamanlarını, konaklamalarını hastanede sağlıyoruz. Hatta son 1-2 günde gezdiriyoruz. Antalya'yı güzel bir yer. Bilmeyenler için söyleyeyim. 6 günün sonunda da yine uçağa bindirip uğurluyoruz. Минимум 6 дена се потребни нели за целокупниот процес да биде обавен, со тоа што еден ден се дава на предоперативните контролни пакети, вториот ден операцијата и постоперативно следува 4-дневно пратење, следење на пациентот од нашиот медицински тим. Така. Целиот процес започнува со пречекување на пациентот од наша страна на аеродром, донесување до болница, пречекување, обавување на сите постапки, со тоа што последните 2 дена веќе пациентот е фит, во состојба да може да шета и Анталија е прекрасна. Да. Ние го правиме и ја правиме и прошетката на пациентот наоколу, така да со испраќање на аеродромот повторно на крај завршува целокупниот процес. Сега да кажеме уште нешто за prидобивките од оваа операција. Biraz şimdi benefitlerden bahsedelim bu ameliyattan. Sonuçlarından. Aynen, evet, vadeli olarak, uzun vadeli olarak. Obeziteyle ilgili yaptığımız ameliyatın sonucunda hastalar genellikle 1 yıl içinde, kilosu az olursa 7-8 ayda, kilosu çok yüksek olursa 1,5 yıl içinde 6 ile 18 ay diyebiliriz. Bu süre içinde bir kere kilolarından kurtuluyorlar. Prvenstveno. Ve uzun vadeli olarak da böyle kalıyorlar. Bu bir. Prvenstveno, една од најдобрите придобивки кои ја добиват пациентот, кај оние што се со поумерена телесна тежина, губење на килограмите, достигнување на целта кои се стремат од 6 до 8 месеци, кај оние со поголема тежина од година до година и пол. Со оваа смисла станува збор за долг рок, значи не е нешто што е полутрајно. Так. За долг rok губење на килограми. Onun dışında birlikte olan sorunlarından mesela uyku apnesi olanlar, uyku sorunu olanlar, şeker dengesizliği olanlar hemen ameliyattan sonraki 1-2 ay içinde karaciğer yağlanması, kan yağları yüksekliği, tansiyon gibi olanlar da ameliyattan sonraki 6 ay 1 sene arasında bu hastaların çoğu bu rahatsızlıklardan kurtuluyor. Пропратено со губење на килограми се доаѓаат и другите придобивки во однос на здравствените тегоби. Будењето во текот на спиење или апнеа, која имаат многу пациенти со прекомерна тежина, како и намалување на тегобата во дишењето, се придобивки кои се осеќаат одма веднаш по првиот и вториот месец. Намалување на замастеноста на ветрата или црниот дроб, кои ја имаат повеќето од пациентите со прекумерна тележина, како и намалување на триглицериди во крвта, намалување на холестеролот, на лошиот холестерол. Тоа се сите тие придобивки кои веднаш по 2-3 месеци после операцијата се чувствуваат и кои самиот пациент е среќен кога ќе направи крвна слика, понатаму ќе види дека во однос на изгубените килограми нивото на шеќер е подобрено
и доживува среќа кој ќе види дека и триглицеридите и холестеролот е намален и со тоа и јетрата или црниот дроб не е заместен и не е зголемена како што била порано. Односно тој и панкреасот се подобрува и целокупниот psihofizičkата состојба на пациентот е подобрена. Е посреќен. Bir şey daha ekleyeyim. Yani hastalar sadece kilolarından kurtulmuyor. Aynı zamanda yanlarında taşıdıkları ilaç poşetlerinden de büyük ölçüde kurtuluyorlar. Öyle diyebiliriz. Една вистина, која е вистина дека пациентите, значи луѓето, веќе потоа не се пациенти веќе, освен тоа што се ослободуваат и од својот вишок на килограми, се ослободуваат и од кутиите со лекови кои ги користеле претходно. Значи вие работите и против фармацијата на некој начин. За Неđeli karşısında biraz çalışıyorsunuz. Evet, biraz. Şeker hastalığıyla ilgili ameliyatların sonuçları hangi hastaların ameliyat için seçileceğiyle çok ilgili. Bunu söylüyorum diye. Мислува за придобивките кај пациенти со шеќерна болест од тип 2, многу е битно да се насочи во таа смисла што битно е да се направи правилниот избор кандидатот за која операција ќе се одлучи. Дали е вистинскиот кандидат во однос на тоа и придобивките се соодветни на изборот. Так, логично да. Biraz önce söylediklerime ek olarak şeker için ameliyat edeceğimiz hastalara ayrıca 4 çeşit kan tahlili yaptırıp onların bundan yarar görüp göremeyeceği konusunda bir endokrin doktoruyla beraber ortak karara varıyoruz. Öyle ameliyat ediyoruz. Böylelikle bize diyelim ki 3 tane hasta şeker için ameliyatta başvuruyor ama mesela bir tanesine diyoruz ki seni yapamayacağız. Senden hani ameliyat etsek de düzelmeyebilir. Sen kesin ya da çok büyük ihtimalle fayda göreceksin. Onları yapıyoruz. Çok şükür şu ana kadar yaptıklarımız hastaların tamamı da fayda gördü. Во процесот на доделување на одлуката кој е правилниот кандидат за вториот тип на операција, многу голема улога има ендокринологот. Со тоа што со таа разлика кај овие кандидати кои сакаат да го намала проблемот од шеќерот, се прават 4 додатни анализи на крв со кои ние одлучуваме дали ќе биде благонамерна самата операција, дали ќе вроди со плод кој ќе биде долготраен. Доколку од тие 4 параметри ние добиеме негативни резултати, со тоа што сме искрени со пациентот и велиме дека нема да биде во полес на намалување на шеќерот, меѓутоа само ќе може да ги изгуби своите килограми. Так. Или пак затоа од тројца пациенти кои се сакаат да ја направат операцијата за намалување на шеќер, ние можеме да одлучиме само за еден или за два. Не сме во намера да ги направиме по секоја цена сите 3 операции да бидат од таа смисла. Bu şekilde seçtiğimiz hastalarda başarı oranları %90'ын üzerinde, onu demek istiyorum. Токму затоа, поради овој принцип на избор на пациентите и на нивното определување, стапката на успех и во таа операција е над 90% кај нас. Се мисли во стапка на успех во смисла на намалување на пациент. Стапка на успех во смисла на намалување на шеќерот на долготраен рок. Мислам дека ги опфативме сите прашања и се разбира дека одговоривте, мислам, солидно за она што ги интересира нашите гледачи. Меѓутоа, дали има контраиндикации? Bir de şeyi söyleyeyim, yani kontraindikasyon mu dedi, yan etki olarak. Şimdi bu ameliyatları yapılmaması gereken kişiler var. Mesela obezite ameliyatı alkol bağımlılığında, yani her gün alkol alan bir kişide yapılmaması gerekiyor. Çünkü tekrar kilo alır. Mesela bu bir yapılmaması gereken durum. İstersen во смисла на контраиндикации може да се јават или неуспех во долготраен рок на операцијата кај луѓе кои навистина може исполнуваат индекс на прекумерна тежина, меѓутоа друг предуслов кој е пречка за нивното слабење понатаму е доколку тие се секојдневни, да кажеме, на некој начин зависници од алкохол. Зошто алкохолот како напиток со многу висока калориска вредност е тој што понатаму го намалува, го забавува процесот на слабење
и губење на килограмите. Belli kilo fazlasının indeksi yetersiz olan hastada yapılırsa o hastada aşırı beslenme yetersizliği olabilir. Onun için o hastaları da ameliyat etmiyoruz. Во однос втор тип на потенцијални кандидати кои не се приложни за ова операција се тие кои имаат желба, меѓутоа се под минималниот индекс од 35 за подвргнување на операција, со тоа што понатаму во текот после операцијата нема да примаат доволно храна и ќе бидат неухранети со тоа што ние не сакаме да се подвргнеме на таков ризик. Bir de ameliyattan sonra tüm ameliyatlarda olabilen enfeksiyon, kanama vesaire gibi bazı istenmeyen etkiler daha önce yapılan ameliyatlarda, daha önce bu alanda yapılan ameliyatlarda daha yüksek rakamlar söz konusuydu. Ama gerek şimdi dünya genelinde bu oranlar düştü. Bizim pratiğimizde de bizim yaptığımız vakalarda bunlar %1'den çok daha az. Hastalarımızın %99'dan fazlası bu 6 günlük sürecin sonunda sağlıklı bir şekilde evlerine dönüyor. Процентот на крварење или на некаква инфекција која може да настане постоперативно, како и во секоја операција, степак станува збрзо операција, е сведен на најминимално ниво и од секоја година тоа се сведува, нели, со новата технологија и со новиот начин на пратење на пациенти, можем да кажем слободно дека е помало од 1%, со тоа што 98-9% од пациентите постоперативно за во рокот тие 6 дена препишани за хоспитализација ги испраќаме среќни и задоволни здравствена состојба кон своите домови. Одлично. Само уште еднаш да напоменеме, докторе, значи сега до која тежина, до која возраст и се работат, значи, овие Sadece sınırlanmalı ilgili bahsedelim tekrar. Yaş sınırı var mı ve kilo olarak ve indeks olarak sınırlanmasının nasıl? Onu isterseniz net şekilde şöyle diyeyim. 18 yaşın altı uygun değil. Над 18 години. 65 yaşın üstü uygun değil. И да се под 65 години. До Од 65. 18 до 65. Таа е старосната граница. Yani indeks düşük olanlar uygun değil. Onu açıklayayım. Тие што имаат индекс на телесна маса понизок, не се соодветни. Boy 160 santim, kilo 90 kilonun altında. Uygun değil. Пациент со висина од 1,60 и килажа пониска од 90 не е соодветен за операцијата. Boy 1,70 santim, 102 kilonun altında uygun değil. Пациент 1,70 висок, под 102 килограми, исто така не е соодветен за операцијата. Mesela şey olarak madde bağımlılığı ya da kendine bakamayacak kişiler aşırı obez olsalar dahi uygun değil. Пациенти кои имаат голема зголемена тежина и кои се, да не кажам, во ситуација да не може да водат грижа за себе си постоперативно, и тие исто така не прифаќаат во категорија за наши пациенти. Çünkü bu ameliyattan sonra insanın yeme alışkanlıkları değişiyor. Küçük yavaş yemek gerekiyor. Yani sofra alışkanlığı, günlük davranışlar değişiyor. O açıdan bunları önemsiyoruz. Ова го потенцираме од аспект на тоа дека постоперацијата целиот стил на живот на секоја личност се сменува, со тоа што од самото јадење со очи луѓето треба да се навикнат да јадат умерено. Тие самите тоа нема да бидат, нели, гладни, меѓутоа навиките треба да се сменат. Често јадење помалку. Ama bu değişikliklere katlanmaya değer. Hem böyle hastalıklar, kilolar hem de genellikle hastalarımız 5-10 yaş daha gençleşmiş gibi. Но вреди да се потомне на овие промени, бидејќи не само во изгубењето на килограмите и намалување на здравствените тегоби, секој пациент после операцијата ќе изгледа помладо, минимум за 5 до 10 години. Marian'ı ben 6 ay önce tanıdım. Şimdi daha genç. Јас го запознав конкретно Маријан пред 6 месеци. Сега кога го видов пак, ми изгледа многу помлад. Благодарам. Ете, тоа е придобивката. Значи,
да заокружиме дека сепак пациентите треба да се во една генерално општо добра состојба и од она што можев да го разбрам да не се алкохоличари, нели така? Kabul ayda birkaç defa ama her gün Употребата içiyorsa на onları алкохолот yapması. се прифаќа во смисла на како умерена употреба, Така. еднаш неделно или неколку пати во месецот. Добро, докторе, ви благодарам. Меѓутоа сега да се осврнеме малку на Маријан, бидејќи тој е најдобар пример на вашата работа, нели? Biraz Mariana geçelim şimdi. Sizin eseriniz olarak. Ете така, Маријан, да почнеме од почеток, може? Како не? Ме интересира како се одлучи, како дозна и мислам како се убеди да се нафатиш и да одишете конкретно на оваа операција. Па јас во последниве неколку години нагло се здебелив, малце повеќе него што би требало можда да биде. И почна да ми се јавува проблемот со шејкерот, кој што веќе ми одеше до индекс 9, значи веќе оде. И последните 2 години потребував доста лекарства за да го држам тој шејкер да не оди нагоре. Барајки го чарето за што би рекле како јас да се спасам сето тоа, се јавува во многу болници, затоа што подолго време веќе работам со здравството, со докторите со наши, барајки неколку болници кои што веќе ги контактира во Турција, каде би можел најдобро тоа да го направам. Бев изненаден, пријатно изненаден, кога се јавив во болницата, односно конкретно кога разговарав и со докторот, затоа што беше едно од ретките каде што првото прашање мое беше да како јас би можел да намалам тежината и да го спасам шејкерот. Докторот првото беше негово да дајте прво ние да видиме во каква состојба сте вие, па дури тоа ќе ви кажеме што можеме понатаму. За разлика од многу болници кои што еве и тука се нудат и го прават сето тоа, каде што е да дојдете ние ќе ви помогнеме, нели ние ќе ви помогнеме да ослабете или не сето тоа. Значи тоа ми донесе една друга верба конкретно во овој доктор, за да не е само целта нели да вие ги потрошите парите и да направите операција, него дека прво да се види здравствената состојба каква и дали може да се прави таа операција. Јас ги имав тие големи проблеми, значи почна и раце да ми пукаат од шејкерот, значи почна многу работи да се појавуваат, кои што се симптоми за тој шејкер кој што веќе понатаму си ги носат своите проблеми. И заради тоа морав и сакав искрено и решив буквално преку ноги да отидам на таа операција да ја направам за себе. Како оди таа процедура? Значи, па верувајте ми, многу е лесно да се отиде таму, поготово во оваа болница, заради тоа што се пополнува еден формулар во кој што вие наведувате својата општа состојба. Нормално, како што каже и докторот преиска, дали имате вие некои хронични болести, значи да сето тоа се знае да се отстрани. И веднаш после тоа отидов во Турција и таму се прават сите тие операции. Комплетна организација има од пречекот до додека вие се вратите назад, што е многу важно, како што каже и докторот, што е многу важно за нашите граѓани, затоа што имаме и добар преведувач кој што таму ги дочекува и секој си зборува на својот мајчин јазик, значи да може буквално биде се објаснето. Затоа што ништо не е оставено на случајност, него цело време додека сте вие таму, сето тоа е подредено баш како што треба да се направи едно своја операција кога некој веќе оди за такво нешто. Морам да кажам дека верувајте ми, подолго траат испитувањата таму кои што се прават пред операцијата, него самата операција. Тоа ми беше и прашањето, како се подготви за оваа операција? Имаш ли некаков период, да речам, кога требаше да смениш начин на исхрана или значи некои промени пред самата операција? Сега веќе јас би дал совет на секого, значи малку повеќе време да му треба да почне да размислува околу тоа како он ќе ослаби сето тоа, колку време, значи сам претходно да намали со тежината, односно со храната, заради тоа што јас ги пробав сите диети, меѓутоа се решив на операцијата буквално преку ноќ. Тоа значи дека моите очи се уште се гладни, јас се уште сакам да јадам, се уште сакам да имам полна маса да видам. Меѓутоа од друга страна организмот не ми бара после операцијата. И тука е оној проблем кој што, нели, кој што многу краток период е на адаптација. Од кога ќе се отиде таму веќе, испитувањата кои што вас ви ги вршат пред да се биде операцијата, ви носи онаа доверба дека вие сте баш во прави раце. Самата операција трае многу кратко, затоа што вие веќе не сте ни свесни дека сте веќе оперирани
и дека веќе од утре А ги имате тие три дупчиња само тука имате, или? Јас искрено, еве дека рече за крв, јас крв видов само така кога ми ставаа тука инфузии и така работи, само тогаш видов Друго крв. ништо. Друго воопшто не видов. Веќе вториот ден ми ги извадија и тие лепенките на тие три дупчиња. Буквално вториот ден веќе се туширав и се средав, значи немав никакви Функционираше проблеми. нормално. Максимално. Дури докторот ме натера да пешачам, да станам, значи, буквално. И пошто е прекрасна и Анталија, јас значи тоа би доаѓа третиот ден, значи вториот ден после операцијата, јас поминав 9 километри пешачење, кој што за мене беше несватливо и кој што не осетив дека јас ги одам. Значи затоа е предноста која што буквално не осеќам. Нема лежење, нема. Знаете што јас дури дознав дека пациенти кои што се таму од Турција дури веќе четвртиот ден може да си одат дома. 6 дена се трае заради тоа што ние после тоа нели летаме со авион, па тука се тие испитувања кои што не ве оставаат на случајност, него баш сака да види дека сте вие во потполна форма за да може да се вратите назад. Значи си поминавте убави 6 дена во Анталија. Па искрено се одморив, што е многу чудно, значи одите на операција, меѓутоа јас не би го рекол дека е класична операција, знаете, операција која се спомне. Зафат, интервенција. Самиот збор значи нели да ве сечат, да отвараат, да сето тоа. Така, да има постоперативни. Овдека сето тоа го нема. Овдека сето тоа го нема, тие три дупчиња се кои што јас цело време ги гледав, чека да не нешто излегува од нив или што е како е, меѓутоа немаше никаков проблем. Значи не е ништо страшно и кога ќе заврши операцијата сте опуштени, можете да се вратите дома. Меѓутоа кога ќе се вратите дома, има ли некои работи кои што треба да ги правите, кои што ви се препорачани од докторот, од тимот? Значи јас она што го реков претходно, значи убавината е во тоа што самиот медицински центар не те остава на случајност, него буквално си подготвен за се што и после операцијата. Така да добивате од нивниот нутриционисти, од други доктори, добивате упатства што во наредниот период и како вие да се лекувате, односно како самите да си применувате методи за да полесно го преживеете сето она кој што му треба на организмот да се привикне на тоа. Јас кажувам денеска мене ми се очите гладни. Знаете, јас сакам да ја видам храната. Меѓутоа кога ќе почнам да јадам веќе не осеќам таа потреба. Да, имате период каде што јадете прво потечна храна, течна храна јадете, па после тоа малце погуста храна и доека сега веќе јадам буквално се, пијам буквално се, нормално во одредени ограничувања, заради тоа што количински вие веќе не можете да јадете. Тоа е целта, нели? А колку време треба да речам да се дојде до тој некој нормален ручек, како што бил пред операцијата? Јас вака ќе кажам дека веќе после месец дена веќе можете вие да си јадете слободно, буквално се. Значи нема забрани, нема рестрикции, освен окей алкохолот кој што го спомнавме. Па да, знаете што сепак вие да се сечете дека па треба да се внимава што е како од инфекција се ти работи. Меѓутоа конкретни забрани немате на ништо. Јас буквално за моите, од операцијата кога ја правев, поминати се 6 месеци. 6 месеци, да. Точно се 6 месеци и јас намалив 46 килограми. Сега сум ова што сум сега. Нормално ќе имаат и слики кои што ќе ми видат и пред операцијата. Така да, ќе ги видиме. И сега дури осеќам што значи да вие една вреќа брашно од 50 килограми на некој начин ја носите секој ден на вас на грб. Така. Кога рече докторот дали има контраиндикации на сето ова, да, има еден голем проблем, а тоа е што вие треба да смените цела гардероба, како што јас морав да ја сменам буквално цела гардероба и од 4XL се сведов на XL гардероба која што значи буквално се на мене мораше да биде ново. Така да кој ќе оди на оваа операција и пред убаво и да се најди спонзор за после тоа да се спреми за гардероба. Битно дека Маријан се чувствувате одлично, односно... Па мислам дека втор пубертет почнува и сега, што е многу чудно за мене. Енергијата ми е многу поголема него претходно. Мене и мојата работа ми е динамична, јас и така бев доста активен и поминував некои си да речеме 15 до 21 чекори дневно. Сега ми е тоа како ја ги поминувам како да не ги осеќам, мене ми е тоа сега стартот. Така да, верувајте ми, на секого би му препорачал да си го направи ова, затоа што со еден захват успева да си го смени начинот на живот и успева да го смени својот живот. Кога рече докторот психолошки, тоа значи
Секој кој што е имал дебелината знае што значи дебелината како проблем и од психолошка страна. Така, значи препорачавме на нашите гледачи, потенцијални кандидати, така дека ова е една метода која што ќе ги спаси од тегобите, првенствено, значи медицинските тегоби кои што ги имаат, а понатака и ќе ги направи да се чувствуваат, Маријан, како вас. Јас ќе ви кажам дека веќе подмладени и полни со мене веќе после енергија. првиот месец, после првата моја контрола која што тука направив, ми е шеќерот 5,5, што е во границата на тотална нормала. Да. И сега сам се контролирам да видам како е, што е, мене шеќерот не ми варира, не сум се напил никакво апче последните 6 месеци, Да. што е многу добро. Одлично, да. Што и тоа ме наведе да моето искуство го спроведам во една акција која што заедно со докторот сега ја започнуваме, а тоа е да се намали дебелината како проблем, односно зголемената тежина, да се намали на целиот Балкан. Тоа ми беше следното прашање, меѓутоа кога почнавте, може да ни објасните нешто повеќе за тоа. Значи, ние движење започнуваме како со една, ексклузивен, да. нели, носител на тој проект. Ние започнаме со наш проект заедно со докторот на ниво на цел Балкан, значи сите овие држави каде што јас функционираме, каде што имаме наши пријатели, наши познаници секојдневно кај што ни се контактите. Започнаме со тој проект кој што е No Obesity Балкан, значи без дебелина на Балканот, вака во наш превод што би дошло. Ќе започнеме со обука на граѓаните, со што повеќе запознавање на проблемите кои што од зголемената тежина граѓаните, значи човекот може да ја има, за да сето тоа се сведе како метода, како они да се спасат од сето тоа, за да немаат потреба од разни диети и од разни други откажувања во животот, измачување. Искрено верувајте ми, сум пробал со се. Кои што може да се и погрешни, мислам. Знаете што тие се моментални, кај сите нив има јој ефект кој што се враќа назад. И не само тоа, меѓутоа од непознавањето, значи на материјата, ние многу често мислиме дека да, ќе држам диета и ќе ослабам, меѓутоа има такви диети кои што може да направат повеќе проблем на организмот, метаболизмот и така натака, нели? На една храна вие намалувате функција на некој друг организм, значи ова е здрав. Овдека буквално немате никакво ограничување, верувајте ми. Да, освен алкохолот, мислам тоа нормално е ограничување, меѓутоа за храната буквално немате никакво ограничување. Да, јадете во мали количини, не можете, јадете повеќе пати во текот на ден. Така да сега станувам баш гурман на храната. Ако порано сум јадел обилно, сум сакал големи тањери да биде полно. Јас и ден денеска знам да наполнам така тањерот во навика. Ама не оди. Меѓутоа ќе го наполнам тањерот многу пати и ќе каснам нели онако што ми е доволно и тоа тука завршувам. Супер. Одлично, значи јас ми преостанува само да кажам пред самиот крај дека ова движење, ако можам така да го наречам, на проект на чиј што сте вие, Маријана, носител, значи ќе продолжи и понатака. ТВМ ќе следи оваа ваша кампања активно. А за сите наши драги гледачи ќе кажеме дека доколку имаат нели потреба да прашаат нешто или потреба од повеќе информации, така може да се обратат и во ТВМ да се јават. Меѓутоа во секој случај и директно на господинот Маријан Димевски, јас ќе го кажам неговиот мобилен телефон 071 317 377. Значи овде имаме и имейл, така Маријан, на кој што може да ви се обратат, noobesitybalkan@gmail.com. Сите овие податоци кои што ги кажав, ќе можете да ги видите нели на нашиот екран. Имаме буквално така наша каде што ќе добијат сите информации. Од кога јас отидов, од кога се вратив и луѓето кои што ја гледат визуелната, значи промена кај мене, разлика она што јас го имам добиено. Веќе се десетина пациенти со кои што ние се слушаме постојано, комуницираме и буквално започнаме едно ново движење наше, како да сме сите новородени сега и сакаме што повеќе да ни се придружат, радосни, среќни со себе, со своето здравје и со начинот на понатамошна комуникација и дружење. Одлично, ви посакувам многу успешна работа и понатака. Да. Çok teşekkür ediyoruz. Ние ви благодариме на пружената прилика да бидеме гости. Bu arada sizin şahsınızda bu yayına emeği geçen tüm çalışanlara da çok teşekkür ediyoruz. Во наше име и во име на нашиот тим,
Ви благодариме за пружината прилика и на целиот тим во самата телевизија кој го возможува овој пренос. Ви благодариме многу и се надеваме дека ќе имаме повторно прилика да ве видиме во нашето студио, можеби со некои нови методи. Па не, зашто да не и телевизијата да поканиме да дојде ме пости болница, да го види сето тоа таму Уште и да види уште ги види сите срекни пациенти кои што се веќе вратени. Bizim hastanemizde de görürüz. Одлична идејата, Маријан. Благодарам на гостувањето. Секако ние ќе бидеме во контакт и се разбира, значи, за доброто на нашите гледачи кои што вечерва се пронајдоа на оваа тема. Ви благодарам. Благодарим. Почитувани гледачи, вам ви благодарам на вниманието. Останете и понатака со програмата на ТВМ. Пријатно.